По трет пат во изминатите 4 години, членовите на Социјалдемократскиот сојуз избираат лидер на партијата на директни внатрепартиски избори, со единствена понудена опција – актуелниот председател Венко Филипче. 2 недели по одложениот изборен ден поради трагедијата во Кочани, денеска на 78 места низ државата се отворени гласачките кутии за активно регистрирани 23.712 членови на СДСМ. Камерата на Канал 5 ги затекна и дел од пратениците кои гласаа во Скопски центар, како и заменик председателката на партијата. Карамфилова Пановска очекува масовна поддршка за Филипче и консолидација на членството. Се надевам дека денешниот ден ќе покаже дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија реално заздравува, дека излезноста ќе биде добра, ќе видиме како ќе заврши конечниот број на крајот на затварање на гласачките места во 8 часот денеска. Се гласа во сите општински организации ширум државата и се надеваме и очекуваме добра излезност. Јас денеска гласав за Венко Филипче, со тоа гласав за комплетно заздравување на партијата, гласав за заздравување на социјалдемократското ткиво во нашето општество. Гласавме за една социјалдемократска опција која ќе се претвори во вистинска граѓанска опција и која што во периодот што следува ќе дава подобри резултати. Истите очекувања ги имаат и членовите на партијата со кои разговаравме. Се надеваа дека по минатогодишните избори СДСМ ќе се обедини и ќе ги подобри резултатите на предстојните локални избори. Навистина очекувам еден нов полет на партијата со нови идеи и пред се консолидирање и организирање на партијата, а потоа нови идеи за државата, за напредок на државата. Па, очекувам веројатно како сите членови и симпатизери да работи во насока на подобрување на работите пред се на рейтингот на партијата и другите работи сами се да таа партија се врати на место кај што беше порано. Дали мислите дека по последните избори на кои што СДСМ генерално помина лошо, дека веќе се подобрени состојбите? Се уште е рано да барем некој изборен процес да помине, па ќе видиме, не вака, мене тешко да проценам. Се надевам би сакал да е така. Од избирачките места вела дека сите регистрирани членови кои носеле електронска членска картичка и личен документ немале никаква пречка да учествуваат во изборот на председател. На првите внатрепартиски избори во 2021 СДСМ исто така имаше само еден кандидат, Зоран Заев, кој тогаш беше избран со речиси 60.000 гласови. Минатата година пак се одржаа вонредни избори по оставката на Димитар Ковачевски, а во трката влегоа 4 кандидати: Венко Филипче, Славјанка Петровска, Јован Деспотовски и Александар Бајдевски. Филипче беше избран со околу 9.000 гласа од неговите сопартици.